Кратците не мируваа и во деновите од продолжениот празничен викенд. Дрскоста отиде дотаму што почнаа да кршат стакла на излози од продавници во централното градско подрачје и да ги ограбуваат. Најчесто бараат пари, поради што ги кршат касите и го земаат остатокот од дневниот пазар. Таква судбина минатата ноќ доживеа и продавницата на битолска пиварница, лоцирана на улицата Кеј на Револуцијата. Сабалени јавија дека има разбойништво, тука комшиката ни се информира, дојдовме, видовме дека е стаклото скршено. Пријавивме во полиција, дојдоа на лице место, утврдија, слика, па сега за сега, ни рече да чекаме, кога завршија сликањето, све влезовме во нетре, видовме дека ни касата разбиена, направена нека мала штета, сумата не ја знаеме од прилика колку што е. Тоа е мала сума на пари и ни е направена штета на излогот, скршено на стаклото. Според Николов, по извршената контрола што ја направили изутрината, освен украдените пари, не забележале дека недостасува нешто од стоката што се наоѓала во продавницата. Според големината на отворот на искршеното стакло од излогот, претпоставка е дека се работи за малолетно лице, кое можело да се протне во внатрешноста. Во текот на изминатото денонокие имало уште неколку кражби во трговски објекти во градот, но и таму најчеста мета на кратците биле касите. Исто така продолжува и ограбувањето на црквите во Кочанскиот регион. Во неделата кратците ги посетиле црквите во Грдовци и Прибачево, но освен украдените неколку стотина денари, поголема штета не е направена. Почитувајќи ја препораката на Брегалничката епархија, сега одговорните во храмовите не оставаат голема сума пари во касите, така што кратците остануваат без очекуваниот плен.